имаме преубава гостинка и драго ми е што ќе имаат можност нашите гледачи да се запознаат со нешто ново, Искра. Ама тоа се подразбира автоматски. Да не се повторуваме толку многу често, тоа веќе се подразбира, нели? Под минатата недела не си ми кажала ништо убаво. Многу си ми убава, Искра. И колку убаво ти стои оваа боја. Да. Сериозна сум. Да, ти благодарам. Јас може само да ја посакам добро утро уште еднаш на нашата гостинка Милена Селјановска, уредник во 3. Книгата е најубавиот подарок, па подарете книга и повелете. Да. Ти благодарам, Слободанка. Да, Милена мислам дека веќе им е добро позната на нашите гледачи. Што е Милена во прашање? Што ме издавачкиот центар 3? Што ми има книги на масава? Значи дека ќе има и подароци за нашите гледачи, особено што ни предстои нели новата година. Но за тоа ќе мора малку да почекат. Милена, прво добро утро. Добро утро и од мене. Секогаш вака пред нова година си правиме некоја ретроспектива на повеќе полиња. Тебе те повикавме на книжевно поле, да речеме, што ја одбележа оваа година. Така што, ајде да одиме поред, како би ја оценила ти оваа година? Прво од творечкиот аспект, едва таму да почнем, колку беше плодна. Да, и првен баш би сакала да кажам дека ми е драго што кога гостувам вака во емисија и сите знаат дека ќе зборуваме за книги, тоа важи за една позитивна тема и баш ми доаѓа убаво на душата дека знам дека луѓето ќе слушаат и дека ние ќе зборуваме на една ваква тема, особено пред крајот на годината. 2024 беше плодна година, особено еве уште сега на почеток ќе ја најавам и Елиф Шафак на пример има нова книга, па ќе ги спремаме Мураками, Џордан Питерсон и така натаму, така што и на светско ниво беше доста плодна година, имаше голем број на автори што се добро познати, а годинава излегува со нови книги кои што се надеваме дека ќе пристигнат при крајот на ова или почетокот на следната година. А обратно имаше и нови автори кои што направија бум? Да, секако особено на нели таа светска платформа, но и кај нас беше доста плодно, ете на тоа понатаму ќе се задржиме малку на новиот роман од Румена Божаровска, но ете и во една ретроспектива се сеќаваме и на незините есеи кои што пристигнаа на саемот во мај, што се одржа годинава, што не е нели најзначаен книжевен настан и не можеме да не го споменеме кога зборуваме за една ваква ретроспектива. Но секако и некои нови изданија кои што се базираат врз некои постари книги, например како што беше исто едно саемско издание Писмо до внуката од Горан Стефановски, што е негов нели веќе одамна напишан текст за раѓањето на неговата внука, но ете сега оваа година доби форма на сликовница, така што ете тоа некогаш е испои на старото и на новото. Но имаше и не само книги, туку доста настани што не обележаа годината и по која што верувам дека ќе ја паметиме, особено нели нашиот повод на славење 25 години 3. А од читачки аспект, како би ја оценила? Од читачки аспект, на вистина, сега има нели периоди кога тоа е малку по, да речам, бомбастично. Читањето, особено еве периодов за Black Friday кога беше, ние имавме Book Friday, беше доста актуелно, имаше насови што беа на 50% и тоа нам не рефлектира дека всушност и цената игра улога во тоа колку читатели имаме, значи не станува збор само за тоа дали се чита или не, туку понекогаш станува збор и за тоа колку ние ќе се потрудиме да им ги доближиме книгите до читателите. Но во главно мислам дека бројката константно се зголемува, особено домашните книги, гледам дека се повеќе се читаат, а исто така и еве имавме нели доста настани организирани од Трибина, кој што не е еден нов проект што го правиме од годинава го почнавме, на кој што има мастер класи за креативно пишување, на пример од Венко Андоновски, овој што беше организиран, имаше доста интерес, значи преку 50-60 луѓе и претходно имаше друга група од истиот број, што значи дека ги интересира и пишувањето. А за вашиот издавачки центар 3, каква беше оваа година? Оваа година беше плодна во однос на наслови, но исто така и во однос на читатели, се зголемува бројот на клубот на читателите, ние најчесто преку нив водиме евиденција. Колку се чита, но... И што вели таа евиденција? Сега за сега, мислам дека
статистички сме тука некаде со ланската и прекланската година, секако работиме на тоа како да ги поправиме овие работи, како да придонесеме за 2025-та да биде уште поплодна и по однос на наслови и по однос на читатели, бидејќи некогаш е тоа и нели право пропорционално, колку што има повеќе наслови нови, толку има и повеќе читатели кои што ќе успеат да се пронајдат таму. Но еве на пример и како некоја одлука од минатата година што не било, забележавме дека читателите бараат графички новели, па еве оваа година за прв пат објавивме две графички новели, Брчки од Пако Рока што е шпански автор и исто така од една француска писателка Големите пространства, и гледам дека и тоа влие, што значи дека треба да продолжиме и во 2025 година да придонесуваме со некои новитети што за нас се непознати, но ете очигледно дека се потребни кај читателите. И морате едноставно да го почувствувате пулсот на читателите, предпоставувам. Да. Взаемна љубов да биде тоа. Милена, знам дека имате многу изданија. Ќе успееме ли некако збор два за сите хронолошки да се обидеме да направиме оваа година што ги имавте? Па еве хронолошки овие што ги споменавме, Писмо до внуката, бидејќи тоа се може да се класифицира и како наслов не само за деца, туку и за возрастни, но кај децата кога сме имавме и еден наслов популарен, Мојата прва азбука на боите и вкусовите од Венко Андоновски и илустриран од Наталија Вакомска, така што тоа ни стигна во областа на литературата за деца. Особено значајно е зедов и Големата црвена книга од Руми, која што е последниот превод на Драги Михајловски, всушност, и кој што се случи исто така промоција во КИЦ на 28 ноември беше тоа годинава, каде што го промовиравме токму овој превод, не само беше посветена вечерта не само на Руми, туку токму и на нашите доживувања со Драги Михајловски како преведувач и како професор. Секако тука сега може повеќе да се задржиме на новитетите, бидејќи издегоа навистина доста наслови во последниве неколку недели. Особено се сосредоточуваме нели на домашните што ги спомнавме, Тони од Румена Божаровска и Опијатите на лепословието, кое што е всушност прирачник за пишување и лична теорија на прозата и драмата од Венко Андоновски, што верувам дека многу ќе им помогне на писателите, но и не само оние кои што се бават од него. Не само што се бават со книжевен превод, туку мислам дека тоа е доста плодно и за оние кои што го користат пишувањето во секојдневното работење, особено денеска кога е маркетингот во подем, така што не е само книжевен прирачник, туку може да се земе и поширок обем на употреба. Што му е потребно некој за пишана комуникација, така? И за писма пишување може да може и за љубов. Секако. Ајде сега ова што ви е најновото. Да, Тони. Промоцијата се случи на 4-ти. И гледам дека доста добро се продава наслов, така што целиме кон некој рекордна продажба, бидејќи ако успееме да го распродадеме тиражот, тоа ќе биде голем успех и за Румена и за нас. На промоцијата имаше многу голема посетеност. Промоторите беа Петар Андоновски и Калија Димитрова. Беше навистина забавно, но и токму како што е опишан романот, тоа е брутално комично, но и длабоко трагично. Мислам, целото доживување на романот, бидејќи станува збор за прв роман на Румена Божаровска. Претходно иако веќе вие најавувате како книжевна звезда, иако веќе е на голема позната, но сепак прв роман. Јас би се задржала на ова да ми ја подобјасниш малку ова мисла. Тони ќе ве удри од земја. Така велите и вие од три во најавата, во која смисла? Во смисла, бидејќи ова е еден карикатурален приказ на современата машкост, мислам како се перципира машкоста денеска во светот, особено и кај нас, може да се каже и дека е еден приказ на градот, на Скопје, на земјата, но и надвор од тоа. Но тоа што удира од земја, или барем мене лично што многу ми влијаеше, е колку всушност секој познава по еден Тони во животот. Значи тој е еден прототип кој што сите го среќаваме и кој што на сите ни има некако негативно влијаено врз нас, особено како жени, од женска перспектива. Така што е навистина задолжително четиво, многу храбро, да не речам контраверсно, но тоа е тоа што се бара. Значи се бара револуција во книжевноста и Румена Божаровска е токму тоа.
Предпоставувам дека не се многу во убаво светло прикажани мажите, Да, така, тоа е односно точно. преку тони. Се и сама да рече, сите сме имале во животот по некој тони, или барем сме сретнале, но така што јасно ми е дека жените ќе сакаат да ја читат. Како реагираат мажите на оваа книга? Мислам дека е рано се уште за реакции, но би требало, гледам дека има доста поголемите книжевни групи во кои што комуницираме, сигурно ги имаш чуено. Например, размени книги, книжевни муабети, тоа е доста позната група. Гледам дека многу коментираат, но дека повеќето се жени. Да, за така тоа што се уште немаме некаков фидбек од машка перспектива, но очекуваме и мене навистина ме интересира и се надевам дека дури да има негативни реакции, дека подсвесно тоа би влијаело некако врз нивната свест. И стоиш за тоа што го имате објавено дека Тони е најдобрата книга што ќе ја прочитате годинава, а може би во животот воопшто? Да, секако. Толку е добра. Да. Одлично. Милена, како што рековме дека ќе имаме и подароци за нашите гледачи, но вака ќе направиме ние сега еден обид. Може да ги вклучиме линиите. Насловот е, нели, книгата е најубавиот подарок. Така е. Но не секогаш знаеме да го одбереме. Имате ли вие некои прашања, подпрашања кои што треба да се ги поставиме самите ние за одредената личност, за да дојдеме до книгата што треба да ја подариме? Да, секако, иако тоа е на некој начин проценување на енергија, во смисла кога ќе го видам, например, ликот, знам што треба да му препорачам, но тоа станува малку посложено кога кога тој или таа купува подарок за некој друг. Но воглавно препорачувам не толку да се водат според тоа што читаат. Например, еве мене ме знаат дека читам класици, не мора да значи дека мене класика би ми се допаднала, туку повеќе да се сосредоточуваат на тоа какви сме ние како личности. Например, дали сме нежни, во тој случај треба да земеме поемотивна книга. Или дали не интересира политика, например, или дали не интересира некоја друга актуелна тема, за да може на тој начин да одбереме книга, но воглавно ги советувам да се водат според чувствата, според тоа какви сме ние како личност, бидејќи на нежна личност секако дека ќе се допадне некој роман како например Левански бројаници од Амин Малов, што е една од најемотивните книги што ја прочитав годинава, поврзана со Втората светска војна и така натаму. Имате некои одредени, да речеме, категории што да се купи, например, на родител, што да се купи на дете, што да се купи на партнер? Па да, има, например, особено ако има голема ако има некој bookworm во друштвото, например, би секогаш препорачуваме такви книги што се баш наменети за книголюбци, например, од овие наслови би ги одвоила Тоа што го бараш ќе го најдеш во библиотеката, еден многу убав јапонски роман. И од тој тип на романи кои што повеќе легнуваат за душа, но различно е тоа и би можело еве кога ќе се приклучат читателите, нели да ги потпрашаме нешто за да може да им Значи да не зборуваме општо, туку сепак индивидуален е подарокот и случајот на кого што ќе го дадеме. Па затоа да кажам добро утро на гледачот или гледачката. Ало, добро утро. Добро утро, Слободанка. Нешто слабо слушам. Поздрав многу искра до тебе. Поздрав и до вас. Посебно поздрав до Милена. Значи, ја еднаш друг пат кажав и еднаш друг пат кога се видовме со неа, значи, сакам толку да ја слушам, сакам толку паметно девојче, значи, кажуваше дека сите книги има прочитано и ме интересира како тоа толку многу книги да чита и како да го памти. Тоа сета содржина, зашто е преполна со книги, нели многу книги се во прашање, и да ја прашам дали Тони кога го читаме, дали Тони негативно ќе делува, да речеме, ако имам некој лошо искуство со некој Тони, да речеме, па сега кога ќе читам книгата, дали ќе се пронајдам, па ќе бидам разочарана како емотивна особа, нели сега додека ме уклучува, сватив дека некои луѓе што се нежни, треба вакви книги, осетливи онакви, така да Милена, многу успех ти посакувам, душа убава. Слободанка, бидете на линија, не се исклучувајте, ќе ви одговори Милена прво за Тони, а после таа ќе ве потпраша нешто за да види која книга да ја добиете.
Може така, бидете на линија. Ајде прво за Тони што рече. Први, фала многу за убавите зборови. Ние да се сретнавме, а инаку тоа е голем број на книги, секако ги немам сите прочитано, но дури некогаш ме фаќа паника дека нема да стигнам се да исчитам што би сакала, но сето тоа е само една голема љубов, постојано возбуда која што одржува, например, кога ќе видам дека излегува друг наслов, што е да речеме надвор од нашата издавачка куќа, веднаш ќе ме фати еуфорија, ќе земам, ќе го читам и тоа мислам дека тоа ме понесува, но секако таа бројка во моите очи е дури мала во однос на читањето. За однос на Тони, прашањето беше дали како ќе го доживее, дали можеби ќе ја потресе? Да разочара. Па мислам дека функцијата на некои книги е и токму тоа, да не разочара и да не направи некогаш дури и не да не истравматизира на тој начин, но да не подразбуди, затоа што многу често исто како и во животот, всушност и Румена, како што кажа, реалноста е некогаш и пошокантна од книгите, така што може би ова е шокантно, но би било уште пошокантно доколку се случи во вистинскиот живот, така што некогаш е потребно да не разочара некој лик или да сме во исчекување нешто да се смени, а тоа да не се смени, така што тоа може да биде и позитивно нешто. Слободанка, тука сте се уште на линија, така? Да, слушам, јас со внимание. Одлично. Ајде сега, Милена, да видиме како ќе стигнете до вистинската книга за Слободанка. Па бидејќи Слободанка и еве ја познавам, ја знам и како енергија, така што би ја препорачала книгата која што ја спомнавме пред малку, Левански браници, која што стигна неодамно, но пред се би сакала само да ми потврди дали е за неа книгата или дали би ја подарила некому. Па, јас ќе ја подарам затоа што имам проблем со очите, така да во име на пријателката прашувам, затоа што јас не можам да ја дочитам, никако нема да можам да ја прочитам. А дали е блиска по сензибилитет како вас пријателката? Па да, такви ги бирам јас, да. Какви се тие такви, Слободанка? И пошто значи истата книга што ќе беше за Слободанката и за неа. Одлично. Ви благодарам, Слободанка, на јавувањето. Само да појасниме дека книгата Подарокот од Трике си го подигнете во нивната книжарница во Истгейт. Почнувајќи од денес, може уште веднаш, да. Може да се прошетате до таму, да. На здравје читање, така се вика, да. Имаме подарок за уште еден гледач или гледачка. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Убав понеделник, се најубаво и за двете дами. Стварно, ова е денеска посебно и убаво. Сега пред Нова година, вакви поклони треба да се добиваат и да се поклонуваат. Па и преку цела година, зошто да не е така? Да. Ви благодарам многу. Јас би сакала нешто по-силно. Јас сум силен карактер, кај што има акција, некоја книга да добием со акција. Во смисла, што би било од реалниот живот, бидејќи животот е суров, али сакам акција каде што стварно ќе има резултати. Секоја акција има со реакција од овие книги што ги имат. Тогаш дефинитивно уништување, ова е исто нов наслов што пристигна од Мишел Уелбек. Еден интересен податок за него е што кога ја објавил Серотонин, ова пред неколку години се има случајно, направил рекорд исто за продажба, за 3 дена биле продадени 90.000 примероци во Франција. Така што верувам дека бидејќи ова му е нов роман, исто преведуван од француски јазик, но еден баш таков жив роман, специфичен, мислам Уелбек доколку го има читано, читателката сигурно знае за што станува збор, но не е пасивен роман, значи има постојано дејство, акција, слика е на реалниот живот, односно фикцијата, но во онаа форма во која што ни го отсликува вистинскиот живот. Така што мислам дека тоа е полн погодок. Милена, ти благодарам многу, но сепак бидејќи нормално е дека секој си сака подароци, вие за да им доближите книгата уште повеќе на читателите, пред новогодишно организирате сега попусти. Почнувајќи од кога и какви ќе бидат тие попусти? Ќе имаме објавено на нашите медиуми, најчесто така ги информираме читателите, најверојатно ќе почнат од 20, што се паѓа петок.
Исто така, едно што често ги интересира е начинот на кој што ќе бидат дадени книгите, односно ние ќе имаме и пакување покрај попустот, но и секако и некои други изненадувања и различна гифт програма. Еве, например, торбите гледам дека доста пројавија интерес со цитати од големите автори, што значи дека ги би сакале да имаат и честитки и слично, што се ќе се потрудиме да биде навреме, за да може да го дадат целиот поклон како што треба. Но во моментов мислам дека оваа недела ќе почне предновогодишен базар кој што го организира Македонската асоциација на издавачи, обично има во моловите, така што оваа недела мислам дека е во Рамстор, но и за тоа ќе бидеме информирани. Минатала беше во Џамбо, гледам дека и таму има доста интерес, драго ми е што луѓето бираат книгата да биде токму тој новогодишен подарок, но еве ова е еден начин преку попуст, преку пакување да може тоа да го направи буквално секој. И за самиот крај, еве со твои зборови, дали и зошто е книгата најубав подарок? Бидејќи книгата е со секое ново отварање, ние откриваме некои нови светови и навистина еве за мене не постои поубав подарок од книга. Бидејќи мислам величествено е чувството да подариш некому нешто што може да му го промени животот за навек, бидејќи мене лично ми се има случајно тоа книга навистина да ме смени внатрешно, а внатрешниот свет е токму оној на кој што треба повеќе да работиме. Иначе многу ти благодарам. Благодарам. Ти посакувам и тебе и секако на Издавачкиот центар 3 уште многу изданија и уште многу читатели и многу вакви наши заеднички среќи. Да, благодарам за целата 2024. Славданка? Јас ке кажам шекерна е. Нели? Да. Јас се топам кога ја гледам. Имаме за вкусни колачи тука за шекерна, но ми дојде и не. Значи ништо не е случајно, да. Гледаш ли, Искра, колку е елоквентноста на број 1 кај неа со оглед на тоа дека толку многу чита книги, како и тече мислата и така натаму. Секоја чест и убаво е. Само да те прашам, тебе те фаќа паника кога не читаш книги? Како што ја паќа неа паника ако нема прочитано книга? Не ми се има тоа случај. Добро, види се, сепак тоа е и професија, така? Да, така е, да. Но читаме и ние кога можеме. Секако. Да. Кога се наоѓаме слободно време, а тука сте вие. Да. Многу ви благодарам, прекрасно утро, почеток и убаво што доделивме и подарок, како што кажа гледачката да се подарува и пред Нова година, но и Искре уште подобар одговор. Така, секогаш ќе ви подарувам. Така е.